Добар ден на сите присутни, представници на медиуми. Денеска е закажана и веќе е во тек седница на Советот за безбедносни прашања и НАТО интеграција на СДСМ. Веројатно е прво и сосема очекувано прашање зошто седница на овој совет токму во овој временски период. И претпоставувам дека исто така очигледен одговорот заради серијата кривично-правни настани и безбедносни инциденти кои се случуваат во последниот период во Република Македонија, заклучно со грозоморното петкратно убиство кое се случи пред некој ден во околината на Скопје. Сметавме дека е сосема легитимно во оваа ситуација, овој релевантен собер или форум на луѓе со искуство и со знаење за безбедносната сфера, да биде ставен во функција на државата. Значи да помогне на државата, ако може, со своји анализи, со своји ставови, за тоа што ни се случува, како да не ни се случуваат вакви работи во иднина и што да направиме во иднина да ги подобриме оние сегменти на безбедност на разузнавачкиот апарат кои очигледно имаат слаби резултати во изминатиот период. Значи, целта денеска ќе биде да се направи анализа на севкупната безбедносна ситуација во Република Македонија. Сето тоа, ставајќи го, се разбира во регионален контекст кој е нужен секој пат кога се разговара за ваков тип на прашања. Работната квалификација или дефиниција која е понудена на членовите на Советот за безбедносната состојба во државата е дека таа е нарушена во подолг временски период наназад. Исто така сметаме дека во безбедносна смисла Република Македонија од 2001 година до денес никогаш не се наоѓала пред посериозен испит. Ниту најмалку имаме намера дополнително да ја драматизираме сегашната ситуација, ниту да креаме паника и да ги плашиме граѓаните. Само сакаме да направиме реално согледување на состојбите во кои сме и да повторам, како што реков на почетокот, со цел вакви грозни работи да не ни се случуваат за доброто на сите нас што живееме тука, независно од политичка или етничка, религиозна припадност и афилијација. Советот за безбедносни прашања и НАТО интеграција смета дека државата во последниве месеци, значи државниот апарат, не понуди системски одговор на предизвиците во безбедносната сфера. Инаку, настаните во безбедносната сфера во изминатиот период веќе имаат прилично дефиниран безбедносен профил и дотолку зачудува што после онаа серија на тепачки на меѓунационална основа и претходно настани како што се неодржан попис проблемите на Кале од пред година и пол, како тој апарат не се постави соодветно за да превенира ваков чин, воопшто зборувам за последниот, да не ни се случи. Очигледно е дека делови, витални делови од тој безбедносно разузнавачки апарат потфрлиле или не функционирале соодветно на уставот и законите во изминатиот период, особено, тоа сакам да го потенцирам, особено на превентивен план. Чудно е што до овој момент немаме никаков податок како јавност дали било какво сознание дека вакво нешто се подготвува го имале надлежните служби. Ако го имале, зошто не реагирале на поинаков начин во делот на превенцијата? Ако го немале, зошто го немале? Во овој момент исто така е важно да знаеме дали може би постојат сознанија за повторување на оваа работа. Дали е можно Македонија, заради внатрешни или заради регионални и пошироки причини, да влезе во нова, друга, пролонгирана, интензивна спирала на насилство? И на тоа прашање сите граѓани на оваа држава заслужуваат одговор. Во еден дел, дисфункционалноста на овој апарат не би требало да ги зачудува луѓето кои ја следат состојбата одблиску. Ако се имаат во предвид масовните кадровски смени, ротации и деградирање на искусни кадри во изминативе неколку години, пензионирањето на близу 2000 припадници на службата само во изминативе 2-3 години, и
пополнување на тие места со луѓе кои го немаат потребното професионално искуство. Советот и понатаму смета дека има потреба од свикување на Советот за безбедност на председателот на Република Македонија, се разбира не да се бави само со конкретниот настан и да се меша во работата на истражните и полициските органи, затоа што тоа не му е уставната улога и задача, туку да се бави со негативните трендови во оваа област, кои се воочливи во Македонија во изминативе 2 до 3 години. Да подсетам, пред година и пол, по повод средбите на нашата делегација предводена од премиерот во Вашингтон, со државниот секретар на Америка и со заменикот председател во Вашингтон, соопштенијата на човекот број 2 и број 3 во американската администрација посочуваат експлицитно, цитирам, на негативни трендови во меѓуетничката сфера. Че да го ставиме на крај овој последниот инцидент, како ќе заврши, ја чекаме официјалната реакција на државните органи, тоа што претходно ни се случуваше, имаше јасен меѓуетнички елемент, тој тип на тензии и на проблеми и на насилство, беа лоцирани и диференцирани како такви и опишани како такви од странски органи, странски луѓе, од странци. Прашањето е зошто од наша страна тоа не беше видено и тука мислиме дека има простор функцијата на Советот за безбедност кој има на председателот, кој има прилично респектибилен состав да продуцира резултат. Мислиме дека е уште почудно што барем од она што ни е достапно како на јавност, до сега не е ставен во функција и Центарот за кризен менеджмент и особено неговата група за проценки. Да подсетам, во вторава групата за проценки е составена од раководителите на разузнавачките и контраразузнавачките служби, која во вакви ситуации, дури во помалку бенигни, во побенигни ситуации е должна да направи безбедносна анализа и да ја достави до управувачкиот комитет на овој центар, кој врз таа основа понатаму гради политички ставови каде е државата и во која насока оди. Центарот за менаџирање на кризи во неговиот управувачки комитет има уште пореспективен состав од Советот за безбедност на председателот. Повеќе од половина влада се таму. По потреба се повикуваат и други луѓе од други институции, вклучително и шефовите на службите, че сметаме дека тој Центар за менаџирање со кризи не треба да постои само за да се каже дека имаме закон кој уредува таа област и луѓе кои се таму вработени. Советот, на крајот, да споменам, за безбедносни прашања и НАТО интеграции, го поддржува досегашниот внимателен и одмерен пристап на коалицијата партии предводена од СДСМ, кога во изминатиот период низ сите нивни настапи, соопштенија, изјави за јавност, немаше обид, објективно, немаше обид да се добие некој политички поен врз грбот на кревките меѓуетнички односи во оваа држава. Благодарам.